Каква е моменталната ситуација во собранието? Зашо се дискутира и дали е на повидок некое решение? Па, периодов, претпоставам и до самото гласање, ситуацијата ќе биде многу неизвестна. Тоа што треба да го следиме во теков на наредните 10 денови е буквално развојот на настаните од час во час како се одвива и тоа ќе ни даде многу. За мене е голем успех фактот што опозицијата присуствува на самата седница која што се расправа по предлогот на владата и фактот дека се јавија за збор. Бидејќи искуството досега има покажано дека кога знаат дека нешто не може да помине, едноставно не учествуваат во тоа за да работата се заврши побрзо. Така да ова ми дава за право да верувам дека дури партиското раководство на ВМРО ДПМН нема таква челична контрола врз сите своји претеници како што се обидуваат да го представат да представат во јавност. Господинот Димовски малку пред да започне седницата во собранието изјави дека оние остануваат како партија на ставот дека треба да се слушне гласот на граѓаните, а според нивното видување знаеме за каков глас се работи. Мислите дека ќе останат доследни во тоа до крај да го поништат на некој начин, да не се излезе со двотретинско мнозинство? Ќе видиме, како што ви кажав, до самиот крај, до самиот момент на гласање, очекувам ситуацијата да биде неизвестна. Ама морам да кажам дека многу ми е проблематична изјавата каде што Илија Димовски, па дури целото ВМРО ДПМН или целата опозиција, без разлика дали е парламентарна или непарламентарна, си ги препишуваат на своето конто сите неизлезени гласачи. Во демократијата тоа не функционира така. И ставот за или против одреден правен документ, во случајот договорот од Преспа, се мери на сам референдум. Односно, можеме да кажеме дека против се тие што излегле и гласале против. Не можеме да кажеме дека сите тие што не излегле, односно што останале дома или што се иселени од држава, се уште имаат право на глас. Не можеме да кажеме дека сите тие луѓе се против. Но од друга страна, фактот дека немаше 50% излезност на референдумот и тоа никој не може да го негира, но процентуалната застапеност на гласовите за и гласовите против представуваат една и тоа како успешна консултација од граѓаните за тоа во која насока се сака да се движи нивната држава. 91% од граѓаните кои што излегоа на референдумот кажаа дека сакаат да ја видат Република Македонија во Европската унија и во НАТО. И тоа е факт пред кој што никој не може да молчи, вклучувајќи ги ВМРО ДПМН. Што мислите, колку има вистина во тоа дека претениците, односно и членството генерално на ВМРО ДПМН трпи предисоци и закани и дека тоа е токму поради тоа да го дадат нивниот глас за во собранието? Би било неблагодарно од моја страна да коментирам за натрепартиски случувања во друга политичка партија. Можем да кажем дека да, до мене стигна информација дека дел од претениците од опозицијата се наоѓаат под притисок за да гласат на еден или на друг начин. Морам да кажем дека тие информации, барем тие што стигнале до мене, се непроверени и поради тоа не можам да ги презентирам како вистините. Ама сакам да верувам дека кој било пратење, кој било колега или колешка од опозицијата, доколку се најде себе си под притисок или се почувствува дека безбедноста му или е загрозена, дека исто тоа ќе го искомуницира со Министерството за внатрешни работи. Значи, тоа му е работа, Министерството за внатрешни работи во случајот и исто како што обезбеди заштита за нас, пратениците од мнозинството во случај на гласање на законот за употреба на јазиците и во случај на изгласувањето на договорот од Преспа и референдумот кој што следеше, верувам дека Министерството за внатрешни работи ќе обезбеди и безбедноста на пратениците од опозицијата во овој случај. Не можам да не забележам дека барем во некоја поширока јавност, социјалните мрежи и така натаму, ве исповетуваат вас лично како независен пратеник со СДСМ и коалицијата и како да сте дел од нивно крило. Дали е тоа поради тоа што веќе се приклонивте целосно кон нивната политика или е моментално таквиот печаток токму поради ова референдумско прашање и договор? Кон која политика на СДСМ мислите? Бидејќи рековте СДСМ и коалицијата, значи тука треба да се направат две многу значајни разлики. Јас сум дел од коалицијата. И како таков имам изборна програма кон чија реализација работам. Си имам своји индивидуални политички приоритети на чија реализација работам. И тука е политичкиот консензус помеѓу мене, СДСМ, но и другите членки на коалицијата. Секогаш кога ќе се отвори некое прашање кое е надвор од предизборната програма, ако јас имам несогласување со начинот на кој што се решава тоа прашање, тоа како си го комуницирам внатре во коалицијата каде што е местото. Доколку тоа несогласување биде толку големо за не може да се реши внатре во коалицијата, јас верувам дека тоа прашање ќе го изнесам и надвор пред јавноста, ќе побарам поддршка или како и да биде понатаму.
Факт е дека ќе ме поистоветуваат, мислам тоа беше очекувано што самиот почеток. Но јас верувам дека моите постапки ќе говорат за тоа дали сум се приклонил или некого ги повторувам, јас сум дел од коалицијата. Значи не може изедначување на политички ставови да биде презентирано како целосно приклонување кон одредена политичка партија. Да, јас и СДСМ и другите членки на коалицијата ги делиме истите политички вредности. Затоа и стапивме во коалиција. Ама и тоа како имаме несогласување за поединечни прашања околу тоа како треба да се реализираат тие вредности. Веќе кога сме тука, што мислите, ве помина скоро 2 години од владата и 1 година од локални избори. Знаеме како се одвива целата политичка ситуација. Мислите дека сите оние кои што излегува од граѓанскиот сектор, вклучително и вас, и влегоа во, како, ајде да речеме, поддршка и помош на новата влада, се снајдоа во својата улога? Не би го тврдел тоа со сигурност. Прво, никој не може да говори во апсолути, односно дека буквално сите што излегле од граѓански сектор влегле во политика, дека се snašli или не се snašли. Би рекол дека тоа е индивидуално. Можам за себе да зборам дека не ми беше лесно и не ми е лесно се уште. Дури не можам да кажам дека целосно во овој момент дури не можам да кажам дека целосно во овој момент ја влада новата улога, условно кажам. Од проста причина што и тоа да се биде пратеник или да се биде советник во влада или советник во некое министерство е занат сам по себе. Значи тоа се има своји цаки, условно кажам, на начинот на вршење на работата, кои тоа како е потребно време да бидат научени. Во мојот случај, буквално од проектен асистент во невладина организација, од граѓански активист на улици кој што протестираше, јас влегов во пратеничките клупи. И можете да претпоставите дека постоеше огромна разлика околу тоа како претходно сум ги вршил работите и како сега се очекува од мене како пратеник да ги вршим работите. Ама тоа е предизвик кој што секој од нас си го зададе пред себе, кој што секој од нас со задоволство го презема. И да, резултатите се различни, некој моди подобро, некој моди полошо или побавно да речеме, ама верувам дека најголемиот дел од тие кои што одлучија институционално да ја продолжат борбата, дека останаа со чисто срце и посветени на каузата и без разлика околу индивидуалните разлики, тоа ова е буквално исто што го спомнав со коалицијата претходно, без разлика околу индивидуалните разлики како поединците мислат дека најдобро може да си ја вршат работата, дека вредностите се останати кај тие луѓе, кај најголемиот дел од тие луѓе кои што влегува во институциите.